Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на првиот синдикален подкаст канал. Јас сум Бојана Спасовска, водител на подкастот, а вие ја гледате втората сезона од Независна зона. Преку овој подкаст сакаме да ги доближиме реалните состојби на работниците и секојдневната борба за подобри и подостоинствени услови за работа. И во оваа сезона наши гости и соговорници ќе бидат лица кои доаѓаат од работничкиот свет, председатели на синдикати, граѓански активисти, борци за работничките и човековите права, но и останати експерти кои се занимаваат со оваа тематика. Во првата епизода ќе зборуваме за состојбата во полицијата, платите и условите за работа. А наш прв гостин е Мартин Ефремов, претседател на Независниот синдикат на полицијата, Сојузот на синдикати Пета сила и Балканската полициска унија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов, или добро дојдов ако се изразиме со модерно политички речник. Најпрво сакам да ти се заблагодарам што прифати да го водиш овој подкаст канал и да ја продолжиме втората сезона како што ја започнавме првата и се надевам дека ќе имаме многу успешни емисии со многу успешни дискусии и гости. Се надеваме. Бидејќи споменав неколку функции, да почнеме со Независниот синдикат на полицијата, околу формирањето, кога е формиран и колку членови бројте. Независниот синдикат на полицијата е формиран во 2016 година. Има обид за негово формирање и во 2008 година, меѓутоа официјално сме формирани од февруари 2016 година. Броиме некаде околу 4.500 членови во моментов и во рамките на Гранскиот независен синдикат на полицијата влегуваат Независниот синдикат на полицијата при Министерството за внатрешни работи, Независниот синдикат на полицијата во делот на шумската полиција и администрација, затворската полиција и администрација и судската полиција, така што најголемиот дел и тежиштето ни е во рамките на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа не помалку значајни се и останатите делови на полицијата што прават целосно Гранскиот независен синдикат на полицијата. Иначе во сите делови што ги набројав и во затворската и во шумската и во Министерството за внатрешни работи, Независниот синдикат на полицијата е репрезентативен синдикат, односно има над 20% членови од вработените. Во Министерството за внатрешни работи имаме некаде околу 3350 во моментов, колку што се последните бројки, бидејќи постојано варира бројката, луѓе се зачленуваат, луѓе се отчленуваат, луѓе се пензионираат и така натаму, меѓутоа моментално имаме над 3300 во Министерството за внатрешни работи, имаме некаде околу 310 од шумската полиција, што не прави најброен репрезентативен синдикат во рамките на Министерството за земјоделие, и имаме некаде околу 380 вработени во затворскиот систем. Кои се примарните цели и иницијативи на синдикатот? Примарните цели и иницијативи на синдикатот, Независниот синдикат на полицијата, се многу слични со примарните цели за кои што постојат и сите синдикати. Тоа се генерално подобрување на условите на работа, повисоките плати на вработените и активниот пристап кон овие цели. Сега, во моментов сметам дека Независниот синдикат на полицијата е тој што е проактивен во овие фази на делување, затоа што синдикатите што постојат во нашата држава низ годините покажаа дека не баш се држат кон оние примарни цели и она што треба да биде борба за работнички права, така што мислам дека постоењето на Независниот синдикат на полицијата во овој момент ја потполнува онаа дупка и она што не го прават останатите синдикати. Ние сме замена и дополнување за сето тоа и реално решение за проблемите со кои што се соочуваат вработените. Кои беа причините за создавањето на Независниот синдикат на полицијата, бидејќи знаеме дека полицијата веќе има синдикат? По што се разликува? Во полицијата веќе има и неколку синдикати, и тоа е добро што има неколку синдикати, затоа што вработените имаат можност да видат, да ценат и да бират. Она што се разликуваме и што е целта на нашето постоење како втор репрезентативен синдикат е она што го напомнав и при одговорот на на вашето прво прашање, а тоа е тоа да Независниот синдикат на полицијата понуди различен пристап од оној што е познат за вработените, односно до формирањето на до формирањето на Независниот синдикат на полицијата, Македонскиот полициски синдикат беше единствен синдикат во рамките на полицијата и во рамките на Министерството за внатрешни работи, затоа што Македонскиот полициски синдикат, колку што јас знам, ако нешто не прошириле во меѓувреме, освен Министерството за внатрешни работи ја покрива и Агенција
полицијата за разузнавање и национална безбедност, а не ги опфаќа оние други полиции што ги споменавме на почетокот каде што ние делуваме. Меѓутоа, целта на нашето постоење, односно просторот за формирање на независниот синдикат на полицијата се јави во оние години каде што Македонскиот полициски синдикат повеќе терминот синдикат го имаше само во неговото име и не се однесуваше како синдикат, односно како тоа што треба да биде синдикат и тоа што треба да биде поддршка на вработените во полицијата, и затоа се јави потреба од формирање на друг синдикат што ќе биде комплетно различен од тоа што Македонскиот полициски синдикат го нуди. Тука би се навратил во делот на појаснување на целата оваа ситуација на нешто што практично на нас ни се случи и практично нешто што не натера ние да станеме синдикалци и да се вклучиме во независниот синдикат на полицијата, а тоа е моментот кога 2015 година на конкурсот, односно 2016 ја завршивме обуката за полициски службеници, се јави една промена на власта, така што дојде нов министер за внатрешни работи, тоа време Оливер Спасовски како технички министер, а потоа и како министер за внатрешни работи, и на нашата генерација на завршени полициски службеници од 2015-2016 едноставно, ајде да не речам одби, меѓутоа одолговлекуваше и одбиваше да склучи договори за вработување. Тоа што го зборувам, значи е цела генерација од 600 завршени курсисти на полициска академија, што по завршувањето треба да се склучи договор за вработување, меѓутоа се најде една законска дупка во која што ниту еден закон, ниту еден подзаконски акт не предвидува дека Министерството за внатрешни работи има обврска и во кој период треба да ја оствари таа обврска за склучување на договори за вработување со оние лица што успешно ја завршиле обуката за полициски службеници. Тоа се случи да ние чекаме месец, 2, 3, 6 месеци и така натаму и да немаме воопшто ништо како повратен момент за случување. И знаете колку е лошо да очекувате да ви се оствари вашиот сон, да очекувате да започнете со вашето вработување, она што ви било целта, нели, од самиот почеток да станете полицаец, и од другата страна да нема враќање на тоа што треба да се потпише како договор за вработување. И така после извесен период, односно после неколку месеци, почна да колегите од моја генерација нели прашуваат што ќе правиме во врска со сето тоа, што ние ќе преземеме за да нешто мрдне од мртва точка. И тука беше првиот момент кога нашата класа, нашата генерација од 2015-2016 го имаше првиот контакт со Македонскиот полициски синдикат, односно како што е нели логички во тој период, ние побаравме помош од синдикатот затоа што сметавме дека синдикатот е тој што треба да се грижи за работничките права, тој што треба да излезе да ни даде поддршка за нашите договори за вработување и така натаму, затоа што понатаму претпоставувам дека нели ќе дојдеме и тој момент да може и подетално да поразговараме на тоа. Меѓутоа Македонскиот полициски синдикат има една негативна особина, нешто што ние сега реагираме и се надеваме дека во брзо време ќе се реши, односно додека се полициските службеници на самата обука доаѓаат и ги зачленуваат, односно им подметнуваат еден вид пристапници на кои што им кажуваат дека се работи за анкета, се работи за истражување и така горе-доле некаде околу 90, ако не и 100% од нашите колеги од мојата генерација беа уште на самата обука зачленети во Македонскиот полициски синдикат. Со таа мисла и со таа девиза се обративме во Македонскиот полициски синдикат за да се пружи помош, од каде што многу културно бевме откачени, односно ни беа затворени вратите со изговор дека ние немаме склучено договор за вработување и формално правно не сме членови на синдикатот и затоа синдикатот не може ништо во тој поглед да ни помогне. Тука со еден мој колега што бевме носители на целата таа активност околу склучувањето на договори за вработување, организиравме неколку протести од нашата генерација, организиравме пресконференции, дојде до идеја да поразговараме со друг синдикат, односно јас тогаш не ни знаев дека постои таков синдикат во 2016 година и тогаш
Еден мој драг колега што сега ни председател на синдикалната организација на 6-та управа Ѓорѓе Коларовски, со кој што заедно ги организиравме тие работи, ми вели што мислиш да поразговараме со друг синдикат во полицијата? Има еден синдикат на полицијата, Гоце Делчев. Јас искрено во тој период мислев дека Гоце Делчев е името на синдикатот, затоа што така се викаше поранешниот председател. Отидовме, поразговаравме, се видовме и за разлика од македонскиот полициски синдикат, тогаш добивме еден сосема друг печаток за тоа што е синдикат. Значи во тој период човекот застана буквално за се што треба со полн капацитет што го имаше тогаш синдикатот, затоа што тогаш синдикатот броеше некаде околу 500 членови. Ни даде апсолутна поддршка за се што треба во остварување на нашите барања. Тоа значише многу, значише ветер во грб, затоа што како млади колеги полицајци што баравме некаква поддршка и насока, тоа беше тоа што ни го даде синдикатот и тогаш почувствувавме дека тоа е тоа што нас ни треба во иднина и тоа е тоа што ние треба да продолжиме понатаму да го даваме на останатите колеги вработени кои ќе се најдат во такви тешки ситуации. Така ние станавме синдикалци, така ние започнавме со независниот синдикат на полицијата, со таа поддршка што ја добивме како ветер во грб. И тука имаше низа разговори, средби со министерот за внатрешни работи тогашен, па имаше закани од негова страна кон нас и од раководството дека не знам што ќе ни се случило, немало да се случат договори за вработување, никаде немало обврска, па пренесено на тие постови од Facebook групи што ги имавме прочитано со цел да ни се укаже веројатно некоја величина и механизам на притисок дека ете, ние сме тие што знаат се, вие немате право тоа да го правите, односно ако го направите тоа ќе ви се случи тоа и тоа. И тука имавме еден момент што многу ни значеше во борбата што ја водевме во тој момент. Успеавме после 9 месеци, а во реален период од година дена, после 9 месеци успеавме да ги добиеме тие договори за вработување. Ако добро се сеќавам, беше некаде јуни месец, со тоа што договорите за вработување ни беа склучени со одложено дејство од 1 септември 2017 и тука заврши нашата голгота од едногодишно чекање. Меѓутоа, тој беше моментот да нашата цела генерација понатаму се вклучи во независниот синдикат на полицијата, голем дел и како структури во делот на председателите, и тогаш бројката на независниот синдикат драстично порасна од некаде 500 членови, ние дојдовме 500 луѓе, веќе ја надминавме бројката од 1000, дополнително се приклучуваа и од останатите структури и мислам дека тогаш беше точно погоден моментот кога требаше да расте и да се развива независниот синдикат на полицијата и да ја надополни целата таа празнина што ја имаше тогаш Министерството за внатрешни работи. А сега променето ли е нешто? Имате ли соработка со македонскиот полициски синдикат? Видете, соработка како термин не знам колку е соодветен, имаме некоја одредена комуникација, за разлика од тоа што го немавме претходно, затоа што претходно со македонскиот полициски синдикат немавме апсолутна никаква комуникација, не затоа што ние не сме сакале да имаме комуникација, сепак ние сме колеги, не сме ниту непријатели, не сме ниту нешто што не би требало да контактира или да се гледа така преку нишан, ако се изразам полициски. Меѓутоа тогаш имаше во македонскиот полициски синдикат еден друг председател, неговото име беше Маријан Кицев, замина во пензија и конечно полицијата се спаси, ако можам да кажам, од една таква појава и така наречен председател на синдикат, затоа што тој беше човек што не знам како дојде на позиција на председател на еден таков сериозен синдикат, затоа што излегуваа слики, кружеа по Facebook од негови партиски средби со тогашното раководство, уште недојдено на власт од опозиција, со Оливер Спасовски, со Јовче Ременски и така натаму од некои партиски трибини. Така што неговото доаѓање на чело на полицискиот синдикат, не сакам да навлегувам во неговата легалност, предпоставувам дека сето тоа било легално, меѓутоа се доведе во прашање неговата легитимност на тоа на кој начин беше избран, затоа што беше избран, колку што јас добро се сеќавам, едногласно од сите, што мислам дека ниту е реално, ниту треба да човек биде едногласно избран, и јас кога ќе слушнам дека некој е избран едногласно или со акламација, одма ми доаѓа сомнеш дека тука нешто не е во ред, и тоа со текот на годините многу убаво се покажа.
Односно, сето тоа беше на штета на вработените. Се што беше дадено на хартија беше подпишано. Вработените имаа можност да ги читаат колективните договори што тој ги подпишуваше преку интернет страна. Никој не знаеше ниту дека се подпишува некој колективен договор, ниту некаков анекс, ниту некакви измени. И беше човек што буквално го ја пратеше секоја активност и секој чекор на тогашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, беше неговата сенка, беше неговиот поддржувач, секој пат шлакаше со рацете, нели, кога нешто ќе се направеше, било што, дали позитивно, дали негативно, и беше човек што во целост даваше поддршка на тогашното раководство на Министерството за внатрешни работи. Тоа што ние не се сложувавме е дека треба синдикатот секој пат да биде коректив, без разлика дали министерството, односно министерот е на добар или на лош пат, што тогаш апсолутно не беше на добар пат се што се случуваше, меѓутоа тоа што тој го правеше нели само со свој подпис, и секој колективен договор што тој го подпишуваше беше полош од следниот. Буквално секоја измена што ја правеше, вработените губеа по некое право. И дури вработените едноставно не сакаа да има измени во колективниот договор, затоа што знаеше дека нешто од тоа ќе се намали. Тоа што Македонскиот полициски синдикат го направил до 2008 година е неспорно. До 2008 година бил синдикат во буквална смисла како тоа што сме ние денес, како тоа што треба да изгледа еден синдикат. И тоа мора да се признае ако зборуваме реално и отворено, и тоа што постоел синдикат во полицијата добило многу добар колективен договор за тој период. Биле пред сите други професии, значи биле добре и со плата, биле добре и со придобивки, имале многу права што се влечеле од тие колективни договори, што сега не е случај. Меѓутоа од 2008, односно од 1.1.2009, кога е направен геноцидот на македонскиот работник, а тоа е подпишувањето на тој општ колективен договор и таа пресметка на бруто концептна плата, односно кога вие сте помлади сега, не знам дали се сеќавате, кога храната и превозот влегува во бруто платата и едноставно потоа со текот на време ги снемува, и сите колективни договори, како општите што ги подпишува Сојузот на синдикати на Македонија, така и колективните договори што ги подпишуваат Македонскиот полициски синдикат, од време на време само губат по некое право, па така се губи, да речеме, можноста на храна и превоз, се губи моментот на сабота како викенд и така натаму, сега да не ги бројам сите поединечни права. Меѓутоа јас многу често на оние средби што ги правиме со колегите велам дека ние треба сега да се бориме да го вратиме времето наназад, односно тоа што е изгубено со текот на годините да го прикажеме како наша победа синдикална или работничка, и дека ние нешто сме добиле, а во суштина треба да се вратиме едни добри 5-16 години назад во 2008, кога пак велам сме имале некој каков таков многу подобар колективен договор од тоа што е сега, и се надевам дека во иднина, нели, ќе можеме, ако ништо друго, барем да вратиме дел од тие права што со текот на годините се губат. Вие како синдикат дали сте вклучени во подготовката на законите, колективните договори, подзаконски акти? Како синдикат, кога зборуваме како синдикат, грански синдикат, бевме вклучени во изработката на колективниот договор во шумската полиција, и тоа беше прекрасен колективен договор што беше подпишан. Сме вклучени во законот за судска служба, бевме вклучени во законот за извршување на санкции, затоа што сме репрезентативни, нели, во сите тие делови, и никој пат не било проблем функционирањето на независниот синдикат на полицијата во рамките на другите министерства, без разлика, нели, која политичка партија била на власт, дали ова што е сега, дали претходната. Меѓутоа во рамките на Министерството за внатрешни работи, тоа што ви го напомнав на почетокот, комплетно во тие 7 години на функционирање, односно на владење на таа структура на Оливер Спасовски и на Маријан Кицев, независниот синдикат на полицијата беше целосно игнориран. Односно на почетоците во 2016 година можеби имавме некоја каква таква соработка како синдикат, меѓутоа моментот кога независниот синдикат ја постигна репрезентативноста, а тоа беше во 2018 година, и кога требаше да биде вклучен во сите тие комисии на Министерството, кога требаше да ги добие тие привилегии, да седне на маса, да преговара за тие колективни договори, независниот синдикат на полицијата не беше никаде вклучен, затоа што веројатно на тогашното раководство му беше јасно дека независниот синдикат на полицијата нема да го потпише тоа што го потпишуваше
тогашниот претседател на Македонскиот полициски синдикат, и ние сме синдикат што секој пат е конструктивен и отворен на соработка, сме отворени за дискусија на било што, меѓутоа да подпишуваме хартии што нема да ги прочитаме и ќе ги викаме колективни договори. За нас колективните договори се многу повеќе од тоалетна хартија и не сметаме дека такво нешто треба да функционира во Министерството за внатрешни работи. Веројатно таквата наша активност тогаш беше препознаена од тогашниот министер за внатрешни работи, што во целост бевме игнорирани, односно целата наша репрезентативност не беше признаена, волјата на работниците не беше испочитувана и буквално секаде, во секој пост, во секоја прослава, во се што правеше Министерството за внатрешни работи, се потенцираше дека во рамките на Министерството за внатрешни работи постои еден репрезентативен синдикат и дека не постои други синдикати, и буквално да може, мислам дека ќе го избриша независниот синдикат на полицијата, затоа што тоа и ни се случуваше во тој период. Ни беа затварани врати, бевме негирани за нашето постоење, ни беа кажувани зборови како вие не сте синдикат, вие не сте признаен синдикат, вие немате право да одржите состаноци по полициските станици, па тука началниците што се дел од Македонскиот полициски синдикат, затоа што тоа е една голема, многу широка тема, затоа што нивното раководство беше тогаш, и сега мислам дека ништо не е променето, составено од помошници министри, од началници и така натаму, правеа притисок на колегите, се што може, нели, да го спречат функционирањето на независниот синдикат на полицијата. Меѓутоа, тоа што ние го понудивме и луѓето го препознаа е тоа што ние потекнуваме од моментот на редот на полициските службеници. Ја знаеме тежината на униформата, ја знаеме маката и го издржавме машки тој притисок и како раководство и како членство. Не дозволивме да ни се намали членството, не дозволивме да изгубиме репрезентативноста, и независниот синдикат на полицијата, тоа што е денес по доаѓањето на новиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, целосно му е призната репрезентативноста, веќе не сме негиран, нели, ниту како синдикат, ниту како репрезентативен синдикат во рамките на Министерството за внатрешни работи. До сега можам да кажам дека имаме одлична соработка со овој министер за внатрешни работи. Имавме една официјална средба, имавме една негова посета на нашите спортски игри што ги организиравме во септември месец во Охрид. Имавме конструктивни дискусии, така што ветено ние дека ќе бидеме вклучени во изработката и подготовката на новиот колективен договор, а тоа ќе биде веројатно по донесувањето на законот за внатрешни работи, што е моментално, нели, во дел на изработка, и верувам дека во 2025 година ќе биде во Министерството за внатрешни работи склучен колективен договор во кој што ќе бидат подписници и страни на преговори двата репрезентативни синдикати. Како што спомнавте, во текст се измените на Законот за внатрешни работи. Вклучени сте во работната група? Работна група како работна група постои во рамките на Министерството за внатрешни работи и до овој момент ниту еден синдикат не бил вклучен во ниту една работна група, не само за овој закон за внатрешни работи, туку и на сите претходни закони за внатрешни работи. Она што ние се изборивме како синдикат, можам слободно да кажам, е да го отвориме тоа мислење дека закон може да се направи без синдикатите. Побаравме од Министерот за внатрешни работи формирање на таква работна група, односно вклучување на синдикатите во таа работна група. Добивме некоја измеѓу верзија, односно бевме вклучени на една средба во која што Министерот за внатрешни работи ни ги презентираше новостите од делот на новиот закон за внатрешни работи, ни беше доставен нацрт текстот на новиот предлог закон за внатрешни работи што треба да влезе во собраниска процедура, и имавме можност да како синдикати и како вработени да дадеме забелешки на сето тоа. Факт е дека Министерството нема обврска да ги вклучи синдикатите во изготовката на законските решенија, затоа што, нели, владата ги предлага, собранието ги гласа. Меѓутоа, како што споменав, како што сме вклучени во Законот за судска служба, како што сме вклучени во Законот за извршување на санкции, сметаме дека и во Законот за внатрешни работи, не само сега, него и во иднина, треба да бидат вклучени синдикатите, затоа што Законот за внатрешни работи се однесува на вработените во Министерството за внатрешни работи и треба да се слушне гласот и потребата на вработените. Она што успеавме да го направиме, пак велам, и е добар исчекор напред, е да конечно во Министерството за внатрешни работи
дали вработениот има можност да види што се прави и што се однесува на него во иднина пред да нешто се донесе, а не да го види од интернет страна, и сметам дека тоа треба така да остане во иднина, не само во делот на законите, туку и на колективните договори и на подзаконските акти, затоа што ако нешто се однесува на вас, треба да знаете и да бидете вклучени во самиот процес на изработка. Кои се новостите и измените во законот? Имате ли забелешки? Имавме 4 страни забелешки. Не се сите забелешки негативни, има и позитивни, меѓутоа генерално ние како синдикат секој пат се трудиме нели да ги лоцираме оние негативни забелешки што би требало да бидат коригирани и поправени според нас. Сметам дека Законот за внатрешни работи во онаа работна верзија која што ни беше на нас доставена беше многу почетна и многу начелна, и сметам дека затоа се појавија толку голем број на забелешки, затоа што не беа добро до тој момент осмислени членовите и ќе се го коригира во иднина. Меѓутоа од тоа што ние можевме да го видиме од Законот за внатрешни работи, а преку нас и колегите полициски службеници, затоа што тој закон го објавивме и на нашите Вибер групи и на нашите Facebook страни, па потоа колегите дава нивни забелешки во врска со тој предлог. Сметаме дека има неколку позитивни делови, како што е, например, враќањето на средното полициско училиште. Ако вие зборувате со некој полициски службеник, полицаец што има завршено средно полициско училиште и видите каков профил на личност се работи, ќе видите дека квалитетот што го имало средното полициско училиште, за жал, во денешно време со денешните обуки не можеме да го постигнеме, макар и да ги земеме најдобрите кадети што излегуваат од центарот за обука, така што за пофалба е враќањето на средното полициско училиште, иако на почеток ќе се врати нели со 2 години понатаму, веројатно ќе се тежнее да биде 4, меѓутоа сметаме дека враќањето на средното полициско училиште значително ќе придонесе за подобар квалитет на вработените во Министерството за внатрешни работи. Она што нас не интересира како синдикати, како вработени, се другите два моменти, а тоа е конечно врзувањето на платата на полициските службеници, односно вработените во Министерството за внатрешни работи, со некој момент минимална плата, што го има како член во новиот Закон за внатрешни работи, односно конечно предвидување на коефициенти во кои што ќе биде отсликана платата на полициските службеници према минималната плата. Искрено сметаме дека е подобро од моменталново законско решение во кое што ја зимаме платата по бодови, и конечно нели нешто нашата плата ќе се движи во самиот раст на економијата, и нешто ќе ја движи без при тоа да треба синдикатите секој пат да интервенираат и да има добра волја од страна на Министерството. Иако сметаме дека согласно општиот колективен договор подобро решение е да биде врзано коефициентот со просечната плата, па така просечната плата нели во континуитет расте и нема да имаме потреба повторно да чекаме да биде качена минималната плата за конечно да пораснат платите во полицијата. Меѓутоа пак веламе е подобро решение од претходното, и тоа е нешто што сакаме да го истакнеме како добар момент од Законот за внатрешни работи. Она што нас лично како синдикат, односно синдикалци не интересира и исто така мораме да го пофалиме, е моментот на конечно признавање на ова што го зборуваме на репрезентативност, односно постоењето на други репрезентативни синдикати и предвидување на можност да постои некој друг синдикат, без разлика дали е македонскиот полициски синдикат или независниот синдикат на полицијата, нели? Во идно време можеби ние нема да бидеме репрезентативни, можеби ќе биде некој друг. Така што сметаме дека треба да се остави нели простор да се предвиди дека може да има може да има повеќе од еден репрезентативен синдикат, па така во членовите во Законот за внатрешни работи, каде што треба да има членови на синдиката, и ако земеме конкретно комисијата за распоредување на полициски службеници, таму имаше до сега представник само на единствениот, како што сакаа да се нарекуваат, репрезентативен синдикат. Сега е предвидено дека ќе има еден член од репрезентативниот синдикат, односно по еден член од репрезентативните синдикати, доколку постојат повеќе репрезентативни синдикати, така што и тоа е добар момент што сакам да го истакнам во делот на Законот за внатрешни работи. Она што не е толку добро и сметаме дека треба да се размисли и да се осмисли вака на прва што ми текнува се неколку моменти, тоа е предвидувањето, да речеме, на работно искуство по струка.
нас како синдикат не ни е јасен терминот струка, затоа што сметаме дека ниту една струка не е поврзана со професијата полициски службеник и ниту едно работно искуство надвор од рамките на Министерството за внатрешни работи не треба да биде земено како релевантно за унапредување или на некоја одредена работна позиција во рамките на Министерството, па така и ни беше забелешката, да речеме, ако работно искуство по струка сметаме дека некој со завршен економски факултет работел 10 години кај некој книговодител, не можеме да му го земеме потоа како соодветно работно искуство за Министерството за внатрешни работи, па да го направиме началник затоа што тој 10 години работел со завршен економски факултет кај некој сметководител или било каде, нели, на друго место што е соодветно на неговото образование, и сметаме дека работното искуство мора да биде поврзано со единствено со работното искуство во рамките на Министерството. Она што дополнително исто така треба да се доработи по нас е моментот на унапредување без транспарентна постапка. Сметаме дека како синдикат дека не треба да постои унапредување без транспарентна постапка и дека секој унапредување треба да постои некоја комисија, треба да постои некој што ќе каже зошто тој вработен е унапреден, ќе се остави простор на жалба на вработениот, нели, доколку смета дека некој негово право унапредување е уназадено, нели, или не искористено. Сметаме дека треба да се внимава на недореченостите, како тоа, например, дека обуките во рамките на Министерството за внатрешни работи може да се одвиваат со физичко присуство, со онлайн или на хибриден начин. И тука сметаме дека треба, например, поконкретно таксативно да се наведе за кои обуки може да се држи онлайн, кога треба да биде физичко присуство, затоа што ние, например, имаме обука за употреба на огнено оружје. Со вака поставена законска регулатива, односно таква поставеност на членот, значи дека може онлайн да се одржи, да речеме, обука за употреба на огнено оружје, што за нас, например, како синдикат нема апсолутно никаква логика. Сметаме, нели, дека ова не било доволно предвидено, не дека некој сакал да остави, нели, таков простор, меѓутоа тука треба да се допрецизира. Да, може онлайн да имаме обука, да речеме, за, не знам, закон за класифицирани информации, тоа е во ред, меѓутоа останатите делови треба да се допрецизираат. И тука со законот за внатрешни работи, нели, ако сака да ќе продолжиме, меѓутоа би застанал затоа што навистина има многу измени што беа спорни, што сакавме, нели, да нешто придонесеме во неговиот развој, и сметаме дека голем дел од сите тие работи ќе бидат прифатени, иако немаме повратно добиена информација за тоа докаде е законот и што од овие наши забелешки се прифатени, и доколку некој сака, нели, подетелно да се заинтересира околу тоа што се за нашите забелешки, на нашата Facebook страна го имаме објавено актот на кој што 4 страни детално ги имаме објаснето забелешките. Може ли да издвоите некои барања и иницијативи кои најше на поддршка, а кои на отпор од Министерството? До сега, генерално, сите наши иницијативи наидувале на отпор, затоа што знаете како. Министрите генерално до сега имаа комфортна зона во делот на синдикатите, како што ви велам. Има синдикат што едноставно реално не ги отсликуваше и не ги представуваше проблемите со кои што се соочуваа вработените, него живееше во некој негов замислен свет. Предпоставувам дека односно не предпоставувам, него се надевам дека тоа ќе се промени, иако од тоа што го гледам и од моменталното раководство на овој другиот синдикат, како што ви го кажувам, не ми личи дека нешто многу ќе се промени. Меѓутоа, тоа што ние постојано го кажувавме, а тоа е најболната тема за полицаецот, тоа е тоа дека полицаецот за жал остана на дното во општеството по месечните примања, и тоа што главно треба да се интервенира. Платата на полицискиот службеник по нас не треба да биде апсолутно дозволиво да биде испод просечната плата во државата, затоа што оваа плата што моментално ја зима полициски службеник е крајно недостоинствена за ова време, и сега би се вратил да речеме со една паралела од 2013 година, кога јас, да речеме, завршував со правосуден испит и со магистерските студии, и тој период обавував приправнички стаж кај адвокат. Со тоа што тогаш, например, кога јас го завршив правосудниот испит, имав
понуда да останам кај адвокатот, да работам стручен соработник и да добивам плата од 16.000 денари, а тоа време полициските службеници взимаат 22-3.000 денари основна плата, на што со сите тие додатоци, празник, ноќе, викенд доаѓа 30-35.000, што во споредба со денешните услови, ако ја споредиме денешната плата не со стручен соработник, тоа е веќе незамисливо, да ја споредиме со било која продавачка од маркет, да ја споредиме со било кој општ работник, дали ќе биде кладилница, дали ќе биде келнер, ќе сватиме дека платата на полицискиот службеник мора да расте доколку сакаме квалитетен кадар, затоа што со еден колега баш често го кажувам како пример при дискусија, разговаравме за тоа колку треба ние како синдикат, односно како вработени да добиеме покачување за да тоа биде реално и да биде осетливо, и свативме дека ние во суштина треба да бараме не 10, не 20, не 30, туку 100% покачување на платата на полициските службеници, затоа што тоа што можеме да го видиме во денешно време од приватните фирми е дека општите работници веќе земаат плати од 45-50.000 денари, така што ако земеме дека плата на помлад полицаец без работно искуство започнува некаде околу 27.000 денари со сите тие зголемувања од 30% за ризик и така натаму, ќе сватиме дека нас ни треба 100% покачување за да го добиеме нивото на општ работник во некоја приватна фирма, односно неговиот квалитет, затоа што нели колку ќе понудите толку ќе добиете. Така што сметаме дека платите во полицијата сериозно мора да пораснат. Меѓутоа, еве оваа година за жал повторно бевме испуштени од делот на покачувањето, иако имавме најава дека тоа ќе го добиеме, и во септември месец требаше полицијата да добие линеарно зголемување од 3200-300 денари, што не го добивме. Сега има најава за некое зголемување од 10% во март месец 2025, што искрено сметаме дека воопшто не е доволно и дека треба да се размислува на многу повеќе од тоа за да добиеме како момент. Меѓутоа, малку избегав подетално со темата, затоа што јас до пред месец дена ја земав баш чистата плата на полициски службеник и многу ме погодува, затоа што имам две малечки дечиња што ги растам и знам како се гледа фамилија со 28.000 денари и колку тие пари вредат, особено во Скопје каде што живееме, и затоа малку повеќе време посветив на тој дел, нели, од нашите иницијативи што се прифатени или не прифатени. Меѓутоа, она што ние го баравме како иницијатива до сега од Министерството за внатрешни работи, тоа беше почитување на законите. За почеток, затоа што пред да зборуваме за унапредување на правата, треба да ги почитуваме оние што сме ги предвиделе, затоа што доколку не почитуваме тоа што сме договориле, нема никаква логика да продолжиме да договараме за нешто повеќе. Ние може да договориме се и се што, а на крајот нели да не се почитува ниту тоа што претходно сме го имале договорено. Па затоа сме барале, да речеме, исплата на бонус плата. Сме барале исплата на храна за работниците што работат ноќе согласно законот за работни односи. Сме барале исплата на прековремена работа. Меѓутоа, за жал, во Министерството за внатрешни работи со години свесно некој не ги исплаќаше овие права на вработените и моравме да ги добиваме со тужби преку нашиот синдикат. Сите колеги знаат дека поминале илјадници судски предмети. И ми е многу гордо вака што сакам да кажам дека како синдикат сме покажале дека може нешто да се добие на друг начин, односно тоа што е предвидено во законот мора да се почитува. Колегите конечно се охрабрија, веќе речиси да нема вработен во Министерството за внатрешни работи што нема по 3-4 судски предмети, и така благодарение на тие судски предмети почна да се исплаќа бонус платата, почна да се почитува 6 месеци приправнички стаж. Сега од септември месец конечно почна да се исплаќа и храната за работна ноќе, така што можам да кажам дека со исплаќањето на храна за работа ноќе во моментов сите тие генерални судски предмети што го кошташе многу Министерството за внатрешни работи и државата, затоа што на крајот нели ние ги плаќаме сите тие работи, конечно запреа и конечно Министерството за внатрешни работи почна да го почитува тоа што до сега имаше договорено, односно предвидено согласно законите, и веќе ќе може да разговараме за тоа што понатаму нели би се добило. Се исплаќаат ли, например, патни трошоци на полициските службеници, некакви надоместоци? За хранарина, за работа на државни празници и слично? Да, вака, патните трошоци
се интересна тема, затоа што патните трошоци сега во моментов како синдикат ги разработуваме во кои делови треба да се исплаќаат и кога треба да се исплаќаат, затоа што ние како синдикат имаме едно мислење, а Министерството за внатрешни работи има друго и предвидени се патни трошоци, меѓутоа има моменти и критериуми кога Министерството за внатрешни работи смета дека треба да бидат исплатени и тоа мислам дека ќе биде следно нешто што ќе го развиваме односно ќе го докажуваме на судски пат дали треба или не треба да се исплаќа. Храната, како што ви кажа, веќе почнавме од септември месец да ја добиваме хранарината за работа ноќе, што не се исплаќаше со години, односно од 2018 кога е донесена измената на законот за работни односи и тоа е нешто што треба некој по мене да сноси одговорност, затоа што разбирам да е некоја грешка, разбирам нешто да е направено несвесно од небрежност, иако и тоа не е исклучува одговорноста, ова е нешто што некој свесно го правеше со години, свесно не исплаќаше бонус плата, свесно не исплаќаше храна за работа ноќе и ако можеме да видиме дека пред некој ден Министерството за внатрешни работи имаше објава за кривични пријави против полициски службеници што добиле бонус плата, не ги исполниле условите и така натаму, сметам дека исто така треба и се надевам дека еден ден ќе видиме да некој одговара за сето тоа што беше нанесено на штета на вработените и на буџетот на државата и на Министерството за внатрешни работи. Кажете не каква е состојбата со условите за работа? Условите за работа, не знам дали има состојба за да би можеле да ја дискутираме со исклучок на неколку полициски станици што можеби еве вака би ги земале како добар пример. Тука е, не знам, граничниот премин Белановце, можеби исто така граничниот надзор Лабуништа, вака што ми текнува, има неколку полициски станици што се навистина на пристојно ниво за функционирање, меѓутоа сите останати се во трагична состојба и се оставени буквално на вработените да нешто прават за да може да функционираат, иако можеше да видиме од поранешното министерство, поранешниот министер за внатрешни работи како се шеташе, се отвараа нови фасади, нови канцеларии, нови станици и така натаму, меѓутоа сметаме дека тука треба да се вложи многу повеќе труд и многу повеќе време да се направи да биде сето тоа на пристојно ниво, меѓутоа она што е поголемата болка на полициските службеници покрај станиците како физички објекти, затоа што генерално станиците се нешто што поголемиот дел од полициски службеници малку се задржуваат, таму каде што се задржуваат се терените, во делот на пешачките патроли и мотопатролите и тука сметаме дека во условите за работа мора многу да се работи, односно треба да има комплетно нови возила, затоа што како што ви споменав претходно, ние имаме во Министерството за внатрешни работи правилник за употреба на службените возила кој што предвидува дека службените возила не треба да бидат постари од 5 години и не треба да имаат поминато повеќе од 150.000 километри. Такви возила немам податок, иако се потрудив да обезбедам од Министерството за внатрешни работи колку постојат такви возила, меѓутоа вака ако нагаѓаме од тоа како искуство што го имаме со возилата, дали има 5 или 10% можеби што ги исполнуваат овие критериуми во тој подзаконски акт и тука мора да се влијае во тој дел. Не можеме да се ослониме само на донации, не треба да чекаме некој само да ни поклони. Ме радува што пред некој ден видов од министерот за внатрешни работи дека Министерството набавило 5-16 колку и да беа тука некаде Шкода нови возила. Сметам дека тоа треба да продолжи во континуитет за обновување на возниот парк, што е навистина значаен, затоа што ако видите веќе во денешно време какви коли возат криминалците, а какви вози полицијата, тука веќе нема никаква споредба да ние можеме тука да се мериме или да направиме некоја интервенција и она што е најбитно и што е болна тема за полициските службеници е униформата. Униформа нема со години и не само што нема со години, туку таа униформа што ја имаме полукомунистичка некоја верзија на наследена униформа од тој некој бивши поранешен Ю систем, сметам дека е комплетно, не само јас што сметам, него сметаат полициските службеници, дека е целосно нефункционална и треба целосно да се смени, како во делот на дизајнот, така и во делот на практичноста. Ме радува што и за тоа има иницијатива и има најава дека во 2025 година конечно Министерството за внатрешни работи ќе добие нова и софистицирана униформа, колку тоа ќе се исполни останува да видиме, меѓутоа ние како синдикат ќе
направиме се што може да тоа се исполни во 2025, затоа што сметаме дека тоа е основата што треба да има еден полициски службеник за да се чувствува комотен при функционирање, да се чувствува горда на униформата што ја носи, затоа што сега ако отидете по било која полициска станица ќе видите дека можеби половина од колегите одат во цивилна облека затоа што немаат униформа и тие останати што имаат нешто прикрпено, половина е купена од бувљак пазарите, половина е наследена од колеги што се заминати во пензија и тоа буквално не е тоа што треба да изгледа еден полицаец. Дали ова се главните проблеми со кои што се соочуваат вработените во полицијата, вклучувајќи ги и малите плати? Апсолутно, видете, проблемите не се само овие, проблемите се на секое ниво. Меѓутоа, овие се главните проблеми што треба да се решат за да може понатаму да продолжиме на дискусија на тие поситни работи. Поситни не знам дали е соодветен како збор, меѓутоа тоа што е во втор план е вооружувањето и опремата. Вооружувањето ни е исто така по 5-60 години старо, особено личното вооружување, како и формацијското вооружување. Панцирите, заштитната опрема што ја носиме, исто така е премногу стара, веќе истечена со рокови, шлемови нема никаде, газ маски да не зборуваме. Така што тие се тие моменти што понатаму треба да се продолжи. Меѓутоа џабе ние ќе зборуваме и за панцири, и за штитови, и за пендреци кога немаме буквално униформа, односно немаме една кошула што да облечеме, а не па нели понатаму нешто да носиме на нас. Што како синдикат превземате во врска со овие проблеми? Превземаме многу, затоа што тоа што го превземаме низ сите овие години е радикалниот пристап на независниот синдикат на полицијата, односно ние сме препознатливи по тоа што не молчиме, реагираме јавно, реагираме со пресконференции, реагираме со протести, сме направиле веќе не знам колку десетина 20 протести во овој дел на функционирање, дури ги разбудивме до некаде останатите синдикати, не зборам од Министерството за внатрешни работи, него зборам за останатите синдикати генерално во државата, дека главното нешто кон што треба да се ориентира синдикатот е протестите и пресконференциите и тоа е нешто што ние јавно говориме за сето тоа. Конкретно ако зборуваме за мерки што сме ги превзеле, ние имавме неколку пресконференции на кои што потенциравме дека нема униформа, реагиравме кога ни беа давани по 350 денари дневници, реагиравме на пресконференции облечени со келнери, символично да отсликаме како изгледа состојбата во полицијата, буквално излеговме со кецели. Лани во ова време организиравме и хуманитарна акција за собирање, тоа беше иронично и саркастично направено, иако многу од полицајците мислеа дека ние имаме навистина цел на тој начин да ја опремиме полицијата, организиравме хуманитарна акција за опремување на полицијата, беше слоганот "Биди хуман, донирај униформа", така што има можност стари колеги што се заминати во пензија да донираат не толку дотрајана униформа што е употреблива, па сето тоа сакавме символично да ја прикажеме состојбата во која што се наоѓа полицијата и да направиме некаков притисок за да може да се набави или да се обнови, да се премине кон тоа. Во 2017 година кога јас започнав како полицаец, како што ви кажав, имавме и една акција на зелени елеци во кој што побаравме од полициските службеници да одбиваат да ја носат униформата, да ги извршуваат своите работни задачи во цивилна облека со зелени елеци со цел да покажеме на јавноста во каква состојба е полицијата и да направиме дополнителен притисок, со што тоа беше успешно и за неколку месеци нашата генерација доби буквално 600 комплетни униформи, така што тие некои работи што генерално ги правиме и сме ги правеле и ќе ги правиме во иднина. Се напредуваат ли условите за работа? Има ли некои позитивни промени? Се решава ли нешто? Па видете, не е дека нема, меѓутоа тие се толку многу недоволни за да може нешто да се почувствува, затоа што како што ви кажав, позитивна промена е набавката на 5-16 возила апсолутно, меѓутоа во рамки на Министерство за внатрешни работи што брои некаде околу, не знам, варира бројката, ама нешто испод 11.000 вработени, мислам дека е 14, 15 или 20 или 30 возила на 11.000 вработени, нешто што се губи како капка во морето, знаете, и тука мораме да правиме покрупни чекори ако сакаме нешто да е видливо. Ќе се види комплетно нова униформа, нема да се видат ракавиците што ни ги дава како дел од униформа, нема да се види
ременот што ни го даваа како дел во униформа во минатото, затоа што тоа е нешто што е занемарливо во целата таа работа. Меѓутоа, ако Министерството за внатрешни работи смогне сила, како што е согласно правилникот, и има обврска тоа да го направи и набави комплетно нова униформа, сметам дека ќе биде позитивно раздвижување и пак велам, многумина ќе ни замерат во делот на тоа што сме правеле во текот на претходните години, а што правиме оваа година, и ќе ни потенцираат за тоа дека не знам имаме респект или не сме толку гласни. Тоа не е така. Морам да го потенцирам затоа што ние како синдикат оваа година едноставно оставаме простор да видиме дали ова раководство на Министерството за внатрешни работи и овој министер за внатрешни работи ќе си стои на зборот. Значајно ни е тоа што ни е кажано дека униформа во 2025 година ќе се набави, затоа што комплетно да опремите еден систем што низ годините не бил континуирано опремуван е многу сериозен чекор и затоа оставаме простор да Министерот за внатрешни работи си остане на зборот. Доколку во 2025 година не биде набавена нова полициска униформа, и како ќе реагираме, доколку не добиеме покачување согласно тоа што треба да го добиеме во месец март, и како ќе реагираме, така што пак велам, имаме благ респект за тоа дека е ново раководство, иако веќе помина не знам 7-8 месеци од самата нова влада, така што сметаме дека има позитивен исчекор во сето тоа, меѓутоа треба многу побрзо и поинтензивно да додат промените во Министерството за внатрешни работи. Регулирани ли се работните односи на полициските службеници? Има ли хонорарци? Регулирани се, да. Во тој поглед генерално се задржавме малку повеќе на Министерството за внатрешни работи како најголем дел на делување на независниот синдикат на полицијата, меѓутоа би го проширил прашањето на сите делови каде што делуваме, така што мислам дека хонорарци речиси и да нема и во судската, и во затворската, и во шумската полиција, и во Министерството за внатрешни работи. Има поединечни исклучоци, што сметам дека можеби и Министерот за внатрешни работи не ги знае, што убаво е, ми го дадовте како идеја, ние претходниот министер за внатрешни работи го имавме известување, меѓутоа треба да можеби повторно го обновиме тоа известување. Има некој одреден дел на вработени, не се вработени, договор за дело не е работен однос, меѓутоа има ангажирано одреден дел во одмаралиштата на Министерството за внатрешни работи што се со договор на дело, колку што јас сум запознаен, и има одредени резервисти активирани, што мене ми е малку чудно и никој пат не ми беше сватливо и се уште не ми е сватливо како се ангажираат резервисти кога немаме ниту кризна, ниту воена, ниту вонредна состојба прогласено, така што имаме активирано одреден дел на резервисти што најчесто работат во СВР Охрид, што сметам дека исто така таму треба да се дорегулира работниот однос, само ако зборуваме генерално, со исклучок на овие мали бројки, работните односи во Министерството за внатрешни работи се регулирани. Се почитуваат ли договорите за работа? Какви искуства споделуваат колегите, па и вашите членови? Па да, договорите за вработување најчесто се на неопределено време, генерално се почитуваат, со тоа што морам да потенцирам дека не беше секој пат така во минатото, затоа што во договорот за вработување јасно стои дека вработениот ќе биде приправник, да речеме, 6 месеци како кандидат за полицаец кога ќе склучи договор за вработување, тоа што претходно ви го кажав. И претходно, за жал, договорот за вработување не се почитуваше и колегите беа држани приправници и по 13 месеци и по 14 месеци, а сето тоа се одразуваше на нивниот буџет, затоа што полицаец приправник зема 80% од најниската плата во Министерството за внатрешни без овластување, што значи дека овие колеги тогаш земаа по 12.000 денари плата, по 14.000 денари плата, а требаше да земаат по 30 и по 32. Така што и тука бевме ние првоборци во целата таа работа, поднесовме исто така и илјадници предмети за почитување на тој приправнички стаж, имавме добиено суми и по 150.000 денари по колега што не беа исплатени од Министерството за внатрешни работи како што треба, и многу ми е драго што сега исто така на таа наша, благодарение на таа наша активност, во моментов договорите за вработување во тој поглед на 6 месеци приправнички стаж стриктно се почитува. Председател сте и на Балканската политичка унија. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу ова? Што представува Балканската политичка унија и колку членови број?
Кои се нејзини членови? Да, Балканската полициска унија е здружение на граѓани, односно здружение на синдикати од регионот, затоа што генерално Балканот е такво подневие што горе-доле полициските службеници ги имаат истите проблеми, имаат истата специфика на работа, имаат истата тежина на униформа и ние имаме соработка со останатите синдикати од регионот. Така што нашата соработка сметавме дека треба да се подигне на едно одредено ниво и сета таа соработка преку дружење што ја имавме да ја направиме на ниво да може да ја почувствуваат и самите членови на нашите синдикати. Не сум пресметал колку точно има членови, меѓутоа вака ако сега размислам 4.500 ние, мислам дека српскиот синдикат на полицијата се некаде околу 8.000, црногорскиот се 1.200, затоа што тие се помала бројка вработени во Министерството за внатрешни работи, мислам дека сме моментално околу 20.000 членови во Балканската полициска унија, иако самата бројка на членови таму е ирелевантна, затоа што нема да ги броиме членовите за нешто понатаму да подпишуваме со таа Балканска полициска унија. Целта на незиното постоење беше да ги вмрешиме нашите организации и да почнеме заеднички да функционираме и да се поддржуваме, затоа што тоа што се случува сега кај нас во моментов со прифаќањето и отварањето на Министерството за други репрезентативни синдикати, генерално не само во рамките на Министерството за внатрешни, него во државата, затоа што до пред некое време буквално никаде не беше дозволено да има друг репрезентативен синдикат. Истото тоа се случуваше пред 10 години во Словенија, па потоа се пренесе во Хрватска, па се пренесе во Србија. Знаете, како што зимно време се спушта надоле снегот, така се спуштија и сите тие работи во делот на функционирање на синдикати, и едни од други имавме можност да ги размениме искуствата и решивме да тие три синдикати, Српскиот синдикат на полицијата, Независниот синдикат на полицијата на Црна Гора и Независниот синдикат на полицијата на Македонија, за почеток ја регистрираа Балканската полициска унија, која што ќе има тежиште нели да се приклучат и останати синдикати од регионот со кои што имаме склучено договор. Ние имаме веќе направено и универзални членски легитимации на Балканската полициска унија, што веќе се во процес на делење на вработените и во најкусможен рок сите вработени сите членови на Независниот синдикат на полицијата, се извинам, не вработени, ќе добијат такви членски легитимации со Балканска полициска унија, каде што ќе можат да се легитимираат во овие земји каде што имаме соработка со нивните синдикати и да ги користат сите привилегии што тамошните членови ги имаат и обратно, кога тие ќе дојдат кај нас, ќе може да ги користат привилегиите што Независниот синдикат на полицијата ги има во нашата држава. Она што исто така е многу значајно е нешто што не се само попустите, не се само можностите за некаква привилегија во делот на економскиот интерес од таа Балканска полициска унија, секој член на Независниот синдикат на полицијата и на останатите членови на Балканската полициска унија имаат можност да стапат во контакт со своји колеги од другите држави. Тоа значи, преку пластичен пример, ако пренесам, кога јас ќе одам низ Србија и низ Црна Гора или некој колега ќе поминува низ Македонија, не дај Боже нешто да се случи во делот на пукнала гума, се повредил, има потреба од било каква институција, било што, како поддршка во целиот тој дел, има контакт од наши членови од Независниот синдикат на полицијата и од тамошните, нели, тие се дел од раководството што им се достапни 24/7, буквално ги превземаат од местото каде што имаат проблеми и ги упатуваат низ целиот тој систем на институции за да нели не се чувствуваат како странци во нашата држава или ние кога сме во тие држави, така што целта ни е низ солидарност, низ поддршка да расте таа унија и нели меѓу позитивни примери да понатаму се поддржува. Кога ќе ги споредите условите на нашата полиција со земјите од регионот, каде реално стоиме со платите и условите за работа? Па како што ви кажав, за жал сме последни, затоа што како што доаѓа последно снегот, така доаѓаат последно и условите за работа и платите и сето останато, иако не беше тоа секој пат како пример. Она што ние го имаме, а другите го немаат и е за позитивен пример, затоа што јас секој пат сум оптимист и сакам да ги гледам првин позитивните работи, тоа е нешто што ние се пензионираме со 30 години активен стаж. Тоа е нешто што е наследено од бившиот јус систем и сме единствени во регионот што го имаме задржано, кај сите останати веќе е сето тоа модифицирано и видоизменето.
некаде се оди со 55 години стаж, некаде е комбинирано активен стаж со старост и така натаму, меѓутоа ние сме единствени што сме останати да се пензионираме со 30 години, односно ако почнете со 19 години во полиција, завршувате со 49 и тоа е единственото нешто по кој што ние сме подобри од останатите. Во се друго доцниме во униформа, доцниме во возила, доцниме во плати, доцниме буквално во се. И она што за нас не изгледа можеби во овој момент како научна фантастика, Словенија што не така далечна држава, нели некогаш дел од иста федерација со нас, имавме можност да ја посетиме во можеби ќе сгрешам годината, дали беше 2019, дали беше 2020, имавме можност да оствариме средба со тогашната директорка на Биро за јавна безбедност, а потоа и министер за внатрешни работи, на името не можам да се сетам, на која што не пречека во сабота. Ние бевме таму во сабота. И тоа што мене ми беше чудно во делот на нивното функционирање и што сметам дека треба натаму да движи Министерството за внатрешни работи и кај нас, е нешто што не земаа колегите од Словенија и велат возете понаснели со возилата и влегуваме во делот на Министерството за внатрешни работи, паркираме пред нивната министерска зграда. И сега кај нас да влезете во нашето Министерство за внатрешни работи, не знам дали сте биле, треба да има 300 посебни најави, одложување на оружје, одложување на мобилни телефони и така натаму. Внатре да паркирате во самото министерство е апсолутно несватливо да некој може тоа да го направи. И овдека влегувате со приватно возило во самото Министерство за внатрешни работи. И сега првото прашање што го упатив јас до колегите беше како дали сме нешто тука ние посебно најавени. Не, вика, Министерството за внатрешни работи државна институција за сите граѓани, тука имаат пристап сите граѓани во било кое време. И викам како нема рампи, нема најава, не вика секој што има потреба, си доаѓа си паркира, вклучувајќи не сега и нас. Влеговме во министерската зграда, никакво обезбедување, никакви проверки или било што останато. Кога дојдовме на катот каде што е министерот, тогаш не пречека наш словенски колега и тогаш не праша нели за кај сте, што сте, и тогаш имавме у суштина првата контрола која што нели ја имавме за влез, за да стигнеме до директорот на Биро за јавна безбедност. Кога влеговме внатре, една голема сала, не пречека, нели, ние бевме, не знам, 13-15 луѓе представници од различни синдикати, се замоабетивме како и ние сега со вас тука, нели, на сите овие теми, секој сакаше да си ги каже проблемите, да каже некоја идеја, да види нешто што можеме да купиме како идеја за решавање на проблемите кај нас. И тогаш дојдовме до еден момент да тогашниот наш председател на синдикатот, пошто јас бев тогаш, меѓутоа бев како помошник генерален секретар, и се извини на директорката за тоа што беше малку подолг и за одземеното време, како знам дека е викенд, нели, сметам дека бев малку подолг, меѓутоа имав потреба да се доискажам. И на тоа за нас несфатливо, пак велам, до овој момент тогашната директорка за Биро за јавна безбедност ме одговори вака. Вика, јас немам ништо побитно во било кој момент освен вработените. Вработените се тие што ја имаат институцијата, тие се тие што се носители на сите работи во Министерството за внатрешни работи. Така што јас не можам да имам апсолутно ништо побитно од тоа што ние го правиме денеска тука, и вие ако кажете тука дека треба да седиме уште 10 сати да дискутираме, ќе седиме уште 10 сати да дискутираме, и јас сум спремна и отворена за дискусија. Тоа што кај нас никој пат не се случило, кај нас со принцип кога ќе одите на средба со било кој министер, пак велам, не го земам пример само внатрешни работи, генерално ви даваат половина час или саат време, па влегува секретарката, кажува министре, нели, или директори, имате средба дополнително, па ви се извинуваат, и тоа е нешто што сметам дека апсолутно треба да се прифати. Тоа што друго ми беше фасцинантно и сметам дека треба да одиме натаму и многу доцниме во тој поглед, беше комплетно исфрлување од она класична сообраќајна полиција што имаме кај нас, затоа што знаете дека нема година, за жал, да нема повреден или загинат колега што сопираат по автопат. Таму словенците имаат целосно исфрлено таквиот тип на автопатска полиција, имаат вградено камери на сите позиции каде што може. Тие камери
ги гледаат регистарските таблици, гледаат дали носите појас, гледаат дали имате светло, нели, и така натаму, се што е поврзано со сообраќајни прекршоци. И она што мене ми беше фасцинантно, пошто нели Словенија во Шенген зона, товарните возила воопшто не ги мерат, туку на самите автопати има моменти каде што се пресечени и се вградени ваги. Така што со самото поминување на товарното возило, гази на вагата, мери и гледа дали е претовар или не е претовар, што пак велам толку години, еве 4-5 години, што е поприлично многу за технолошки развој, кај нас се уште немаме ниту еден дел од сето ова прифатено, така што мислам дека Министерството за внатрешни работи треба значително да инвестира во информатичката технологија и да ги следиме овие позитивни примери. Што може да се превземе конкретно за да бидеме во чекор со земјите од регионот? Мислам дека сега само што ви одговорив на ова прашање и тоа е нешто што треба главно да се фокусираме, а тоа е информатичката технологија. И ме радува што конечно Министерството за внатрешни работи ќе ги воведе веројатно овие камери од SafeCity што ги имаме за да може конечно да почне да функционираат барем во овие градови, ако не се лажам беа Скопје, Тетово и Куманово за почеток, а понатаму и во останатите градови, затоа што она што ние како полициски службеници и како граѓани се соочуваме е безброј прекршоци и многу голем проблем на санкционирање на истите, затоа што тоа што порано било едно возило на улица, сега е 2 или 3 возила по семејство и тоа е веќе апсолутно невозможно да на тој стар начин на функционирање, на сопирање, на пишување казни да функционира, особено на тоа што веројатно не знам, ако не ви пишале на вас, сигурно сте биле сведок на некое составување на записник за констатиран прекршок и тоа се еден куп образци, еден куп документација што треба да се напише и буквално вие да санкционирате еден возач можеби ви треба 15 или 20 минути, а во меѓувреме се случиле уште стотина прекршоци, така што секој пат се соочуваме со реакции, нели зошто мене а не на него, па мораме тука да се објаснуваме дека нели ние сме тие едни и мора еден по еден да ги решаваме работите и не можеме се да покриеме, така што сметам дека тој технолошки развој значително ќе ни помогне нели во делот на работењето. Преседател сте и на Сојузот на синдикати Пета сила. Од каде идејата за формирањето на Сојузот и што значи Пета сила? Сојузот на синдикати Пета сила е формиран од Гранскиот независен синдикат на полицијата и Гранскиот независен синдикат на здравство, фармација и стоматологија. Пета сила како термин беше идеја на повеќемина нели во развој на тоа како да се вика синдикатот и одбравме да биде символично име. Сила означува синдикална идеја за либерална алијанса, но вака нели ова мислам дека и прв пат го зборувам, затоа што целта ни беше да формираме еден сојуз во кој што нема да бидеме стриктно врзани во него, туку ќе имаме повисоко здружение што треба да даде дополнителна тежина на нашите синдикати и на функционирањето. Пета сила е пета, затоа што во природата постојат 4 природни сили. Тоа се гравитациската, слабата нуклеарна, силната нуклеарна сила и електромагнетната, така што сметавме дека петата сила е работничката сила. Работничката сила што доколку знае правилно да се искористи е сериозна сила што може да направи сериозни текови и промени како во општеството, така и во целата планета. Така што одбравме да се вика синдикатот Пета сила. Идејата за формирање потекна малку од еден така непријатен настани период низ кој што поминуваше независниот синдикат на полицијата, односно јас сум председател од април месец. Во април месец имавме конгрес на кој што се соочивме со поранешниот председател на независниот синдикат на полицијата. И до тогаш нели јас бев помошник генерален секретар, тој беше председател на независниот синдикат на полицијата, не сме имале поголеми недоразбирања, сме функционирале како што треба за истата идеја, меѓутоа дојде момент да тоа што го критикувавме и тоа што го кажувавме како негативна појава, да треба да го направиме истото. А тоа беше водењето на синдикати од момент на пензија.
Јас ниту некогаш сум се сложувал, ниту сега се сложувам дека пензионери треба да водат синдикати, без разлика за какви синдикати се работи. Тоа го имавме како негативен пример од овој човек што ви го кажав претходно, Маријан Кица во делот на Македонскиот полициски синдикат. Мислам дека некаде околу 2 години водеше полициски синдикат и сметам дека тоа не треба да се случува, затоа што доколку не сте дел од вработените, не живеете од плата, не се чувствувате како дел од полицијата, не ги делите истите проблеми истото секојдневие, сметам дека не можете да ја почувствувате потребата од некаква промена и немате интерес да се борите за работниците. Тоа што тогашниот председател сакаше да го направи е да остане уште еден дополнителен трет мандат надвор од статут, надвор од сето ова што го зборувам, надвор од секаков здрав разум за мене. И тогаш се договоривме да фер и коректно одиме на Конгрес. Конгресот како највисоко тело да одлучи како и на која насока понатаму ќе биде полициски независниот синдикат на полицијата. На 6 април имавме Конгрес и покрај тоа што за жал, пак ќе кажам од ова прилика за мене е за жал, затоа што сметам дека како председател на независниот синдикат на полицијата требаше да остане како почесен председател, требаше да остане како дел на поддршка и на совет во сето тоа што го правиме. Меѓутоа, тој одбра да не го слуша членството, да не ги слуша представниците на независниот синдикат на полицијата и покрај тоа што во декември месец 2023 година донесовме измени со кои што стриктно забранивме да лице по престанок на работен однос продолжи да води полициски синдикат, излеговме на Конгрес каде што се соочивме со аргументите, овие аргументи за кои што сега зборуваме. И членството, односно представниците на членството, председателите, делегатите на Конгресот си го кажаа своето и тоа што го кажа е буквално бркање од независниот синдикат на полицијата, односно разлика од некој 400%, што не знам дали некој се случило во некоја политичка партија или синдикат или било која организација да изгуби со таква голема разлика и мислам дека тоа беше чисто даден знак за тоа дека таква идеја за водење на синдикат од пензија не треба да има и не треба да постои. Тоа што се случи е да човекот биде навреден од целата таа работа, односно од неговата недавање на поддршка на луѓето што нели до тогаш му ја давале поддршката и беше разочаран и едноставно се повлече во делот на синдикалното делување со независниот синдикат на полицијата. Тогаш независниот синдикат на полицијата беше дел или се представуваше дека е дел од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, КСОМ, каде што ни беше кажувано дека ние сме дел од таа конфедерација и по именувањето на мене како председател на независниот синдикат на полицијата ми се постави прашањето нели како понатаму ќе продолжиме во делот на повисокото здружување. Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија како конфедерација сватив дека, односно истражив и дојдов до сознание дека независниот синдикат на полицијата никој пат не бил член во неа, туку само се прикажувало усно дека ние сме таму членови, меѓутоа на ниту еден документ, на ниту една тековна состојба апсолутно никаде не сме стоеле. И кога дополнително истражив во целата таа работа, сватив дека Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија у суштина не е сојуз на синдикати, не е национално здружение како што се представува, затоа што за да добиете сојуз на синдикати на повисоко ниво треба да е формирано од минимум 2 грански синдикати. Меѓутоа во Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија ниту има 2 грански синдикати, ниту е формирано, туку е формирано од синдикални организации како што се нашата во шумска, во затворска, во редовна полиција и така натаму. И начинот на кој што тие функционира, односно без статут, без програма, со председател што е не знам колку веќе 20-30 години и така натаму, без никаков реизбор, без никаков конгрес, мене не ми се допадна и го постави прашањето на тоа дали Конфедерацијата на синдикални организации ќе ја градиме како што треба, односно овие работи како моменти ќе ги испегламе и ќе ги направиме да бидат како што треба и независниот синдикат на полицијата ќе остане внатре, или ќе бараме друг начин. На поранешниот председател на НСП и на председателот на Конфедерацијата, веројатно тоа не им се допадна како идеја да нешто се направи, некаков систем на функционирање, затоа што тие изгледа не се учени
да функционираат како систем и едноставно тука дојде до недоразбирање и на моје дистанцирање од таа конфедерација, затоа што не сметам дека треба да имаме сојуз или конфедерација само проформа, мора да има правила на игра, мора да има стриктно дефинирани статути, програми, подзаконски акти, како што е случајот тоа со нас во делот на независниот синдикат на полицијата, и таа чланарина што ја плаќаме во делот на тој сојуз, тогаш изнесуваше околу 5%, треба да знаеме на што и каде се троши, односно треба да знаат вработените, затоа што тоа се пари на членовите. И треба да знаат како тие генерални секретари сега се бираат, како се бираат председатели, а не да биде како што еден мој пријател иронично сакаше да прикаже, вика, влегувам во Сојуз на синдикати на Македонија и гледам, вика, вака поставени слики, прв председател, втор председател, трети председател, 100ти председател, нели колку и да имаат, како се менуваат со години, и вика, си размислувам како, вика, тоа би изгледало во рамките на КСОМ, вика, кај што ние членуваме. Ние, вика, треба да ставиме на слика од Маријан председателот и од 93-та до бесконечно, затоа што никој нема кој да го промени. Така што идејата за формирање на тој сојуз дојде токму од тука за нешто што ќе биде целосно поразлично од тоа што го зборуваме. Сојуз во кој што нема да има чланарини, односно ќе има само покривање на тие режиски трошкови, нема да има 3%, 5%, 10%, 15% и така натаму, туку ќе има либерална алијанса, како што ви кажав, во кој што сродни независни синдикати ќе имаат простор да се здружат, да влезат во делот на институциите, да влезат во подготовка на закон за работни односи, на економско-социјален совет и така натаму, и да добијат дополнителна тежина без при тоа ништо да изгубат и да работниците нели имаат доверба во тие сојузи. Што можат работниците да очекуваат од сојузот? Работниците од сојузот може да очекуваат жестока борба, тоа што со години го правиме во независниот синдикат на полицијата, сега ќе го пренесеме на ниво на сојуз, и она што сега се екипираме со останатите синдикати, знам дека тоа може да им го ветиме и знам дека тоа ќе биде сигурно. Нема да има веќе пазар за работничките права, нема да има сигурно попуштање во било што од тоа, нема да има преговори за тоа дали нешто може или не може, него сето тоа што ќе се преговара и ќе се договара за тие затворени врати на тие седници ќе им биде реално соопштувано, затоа што сега бевме на еден состанок во меѓународната организација на трудот во Македонија, поради тоа што не бевме повикани на претходниот економско-социјален совет, нели, да реагираме и да видиме во врска со тоа што ќе правиме, и тука бевме со Кристина Ампева, председателката на Гласен текстил и на Гласен синдикат на работниците, и на прашање на представникот на МОД во Македонија, како добро, што толку ви значи, нели, да сте во економско-социјалниот совет, баш пластичен пример му каже што сакам, нели, вака да го пренесам, вика, ние сакаме да сме внатре не за да гласаме, туку за да знаеме изворно што се случува, затоа што ние кога сме биле на состаноци и потоа сме ги читале сите тие соопштенија што се пишуваат, ние се чудиме дали на истите состаноци сме биле со тие луѓе што ги пишуваат соопштенијата, затоа што едно се договара, едно се разговара, а соопштенијето нема блага врска со тоа што реално се дискутираат на тие седници, и сметаме дека ние треба да бидеме внатре и да бидеме реално гласот на работниците. Знаете ли која била причината за тоа што не ве поканиле на таа седница? Па видете, по тоа што не добивме покана на основачката седница на новиот економско-социјален совет, реагиравме и во меѓународната организација за труд, реагиравме и во Министерството за економија и труд и така натаму. И од тоа што сега можеме да го видиме, односно ни се пренесува, ние сакаме да веруваме, е дека ние сме нов сојуз формиран во септември месец, така што се уште не знаеле дека тоа нешто е формирано и дека нема пречка зошто не би биле вклучени во сите активности. И ветено ни е дека на првата седница после Нова година ќе бидеме вклучени, затоа што за нас воопшто не е јасно, нели, на кој начин ги вклучуваат сите тие сојузи, затоа што во Македонија во моментов по нас постојат два легални и легитимни сојузи, а тоа се, односно три со се нашиот, два покрај нашиот, а тоа се Сојузот на синдикати на Македонија како репрезентативен сојуз, Конфедерацијата на слободни синдикати и Сојузот на синдикати Пета сила. Овие сојузи се формирани на начин како што е предвиден во Законот за работни односи и реално се
синдикати на национално ниво. Конфедерацијата на синдикални организации, кој што ви кажав, не е сојуз, таа е грански синдикат во кој што нема грански синдикати, и Унијата на автономни и независни синдикати, што моментално исто така е вклучена во економско-социјален совет и е вклучена во делот на меѓународната организација на трудот, воопшто мислам дека веќе не постои, така што е веќе стајана како статус на неактивен во централниот регистар, не постои како правен субјект, така што ако некој не постои како правен субјект, по нас ниту е легално, ниту е легитимно да се вика на седници и да се разговара. Меѓутоа, не ни е целта, нели, да некого изфрлиме во делот на тие активности, туку ние да бидеме приклучени, и се надевам дека тоа ќе биде во најбрз можен рок во делот на меѓународната организација на трудот, каде што се видовме, нели, со нивниот представник во Македонија, веќе ни е ветено дека во сите наредни активности ќе бидеме вклучени како сојуз, така што истото очекуваме да се случи и во економско-социјалниот совет. Реагиравте со останатите непоканети синдикати, па каква улога игра солидарноста за остварување на заеднички цели? Солидарноста игра голема улога доколку имате ист поглед, иста визија, иста идеја со тие луѓе што ви ја даваат поддршката. Не може да бидете солидарни со некого што имате различни визии или што има различна идеја за тоа што треба да биде синдикат. Конкретно во нашата реакција, каде што бевме, ние како синдикат беше Гранскиот независен синдикат на здравство, фармација и стоматологија, беше Гласен синдикат на работниците, како што ви кажав, во делот на Кристина Ампева, самостојниот синдикат на новинари на Македонија и така натаму. Сметам дека апсолутно има и текако тежина и дека тоа се види, нели, низ нашето вклучување во делот на меѓународната организација на трудот и натаму во делот на економско-социјалниот совет. Ви благодарам на гостувањето. А ние се гледаме наредна недела со нова епизода. До тогаш ве повикувам да се претплатите на каналот Независна зона и да не заследите на социјалните мрежи за да бидете во тек со емисиите кои следат.